Господин Макредули Јани е овластен представник на предлагачите. Повелете. Благодарам, почитуван председателе. Има многу символики и коинциденции во проектот Скопје 2014. Хитлер во своето дело Mein Kampf напишал дека сакал да стане архитект. Истакнувал дека на германските градови им недостасуваат јавни споменици и собиралишта на заедницата. Тврдел, архитектурата не е само изговорен збор во камен, туку израз на верата и убедувањето на една заедница. Таа ги означува моќта, големината и славата на големиот човек или владател. Гебелс пишувал дека кога историјата се претвора во драма, уметноста во ритуал и спектакл, а политиката во ликовна уметност на државата, тогаш луѓето исчезнуваат. Стендел нагласувал лошиот вкус води во злостор. Томас Ман за еден говор на Хитлер за културата напишал: мислите кои што тој непрестано со постојани повторувања, со постојани ислизнувања и со стил достоен за сожалување, ги ниже за тоа една по друга, се мисли на ученик од вечерно училиште кој безуспешно се труди. Тие би можеле да трогнат кога не би сведочеле за една ужасна нескромност. Никогаш моќниците, луѓето од акција во светските работи во политиката, не се дрзнале на тој начин да играат учители на народот, дури на човештвото. Сето тоа напишано пред многу години, но 100% точно и го символизира и коинцидира со проектот Скопје 2014 и неговиот идеен творец Никола Груевски. Проект чии вистински штети допрва ќе се појавуваат. Штети во политичката иднина на Македонија, во економијата, на стандардот на граѓаните, во борбата за македонскиот идентитет. Проект кој ги уништува темелите на македонската државност. Тие пак, што ја виделе во живо грандиозната глупост, наречена Скопје 2014, велат: според CNN, будалаштина или национализам. Според хрватските медиуми, Скопје е на пат да изгради најмлад, староримски и старогрчки град во историјата. Според економист, една несериозна градба, слична на Астерикс и Обеликс кога го градат Рим. А која дополнителна коинциденција е фактот дека најтиражниот весник и најчитаниот весник Економист се формирал пред 169 години со цел да земе учество во остриот судер меѓу интелигенцијата која не води напред и безвредната, бледа игнорација која го спречува нашиот прогрес. Игноранцијата е исто така една од карактеристиките на овој забеган проект. Игнорација кон граѓаните, игнорирање кон фелата, архитектонските здруженија, комори и слично. Игнорирање кон тековните проблеми на граѓаните, невработеноста, мизеријата, безперспективноста. Последната анкета на агенцијата Рейтинг покажува поразителни бројки за овој проект и за авторот негов Никола Груевски. 81,8% од граѓаните бараат владата да престане да троши за споменици. 64,2% сметаат дека Македонија се движи во погрешна насока. 65,2% сметаат дека застојот во економијата е заради погрешната економска политика на владата. Слободно може да се стави знак на равенство помеѓу насловот на денешната точка и однесувањето на владата на ВМРО ДПМН и ДУИ, односно информација за продолжување и интензивирање на прекумерното, расипничко и криминално трошење на народните пари за забегани проекти од владата на ВМРО ДПМН и ДУИ. Денеска се она што е Скопје 2014, значи забеганост, криминал, расипничко однесување, површен начин на водење на политиката. Битна е фасадата, шминката, а што се случува внатре не е важно. Не се гледа.
но за жал фасадата ги јаде темелите. Проект Скопје 2014, кој е типичен, како и типичните политики на владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Проект кој не дели етнички, кој не раскарува религиски, кој го зголемува јазот помеѓу богатата фамилија и останатите мизерни граѓани во Македонија. Проект за кој што се тепаја студенти, проект за кој што се отпуштаат работници, проект за кој што неколку работници, за жал, и загинаа. Кои се одговорите на владата за овај забеган проект и оваа финансиска аждаја наречена Скопје 2014? Ке се врателе парите. Еве да направиме една анализа. Може и повеќе, доволни се неколку бројки. Например, според Државниот завод за статистика, во првите 5 месеци во Македонија дошле 115.423 странски туристи. Да речеме, ако направиме еден просек и го зголемиме за 15% до крајот на годината, 300.000 туристи странски ќе дојдат во Македонија. Бидејќи туристичката такса е 40 денари, од кои што 32 одат во градот, а 8 денари во буџетот, на еве да речеме 40 денари сите како да се платат, тоа значи 195.439 евра годишно за туристичка такса. Односно, воинот на конј би се отплатил за 51 година, а Скопје 2014 во овај момент би се отплатил за 1750 години. Дај Боже вие да поживеете до тогаш, па да им кажете на пратениците тогашни од СДСМ, еве видовте, се исплати проектот. И тогаш да парадирате ни Скопје, ако нема после 1750 години некои други суштества во градов, и да кажете дека ние кои што го гласавме проектот, еве конечно се исплатеше. 1750 години. Дај Боже да поживеете. Второ, велите дека Скопје СДСМ не градел споменици. Тодор Александров, Ванчо Михајлов, да, тоа се ваше дело. Да, крвниците на македонскиот народ се ваше дело. Етничкиот, моноетничкиот плоштад, да, е ваше дело. И на ДУИ. Монорелигискиот проект Скопје 2014, да, е ваш проект. И на ДУИ. Ќарот не е ваш. Ќарот е во джебот на фамилијата. И затоа вие не градите. Скопје 2014 е смислен за да го испокрадете македонскиот народ. Да, Социјалдемократскиот сојуз не градеше споменици. Го изгради Козјак. Се уште единствениот објект кој произведува електрична енергија, изграден во независна Македонија. Изградивме автопатишта, ама експертот за автопатишти и архитектот Груевски, тоа знае најдобро да го објасни на емисиите и интервјуата. Ние го чувавме и се боревме за македонскиот идентитет. Тоа што вие го правите со уништување на македонскиот идентитет преку проектот Скопје 2014, бидете сигурни дека овие 87,8% од граѓаните во Македонија ќе ви го испорачаат како сметка на следните избори. Чувањето и борбата за идентитетот се прави и преку величењето на Глигоров, па ако сакате Тоше Проевски, најмалку преку Тодор Александров и Цеца Ражњатовиќ. Дали можеше поинаку? Или дали парите можеа да се најдат свое поинакво место? Да. Затоа што за жал еден мртовец бил носен 9,5 часа од Нерав до Огут, затоа што градоначалникот на Кривопаланка не ќел да им го исчисти снегот. Се уште во Чардаклија не е ветената канализација од градоначалникот на Штип Алексов.
Се уште ветувањето на Ѓорчев за патот низ Горобинци не е исполнет. За жал, ни салата спортска во Долни Балван не е изградена, иако е пишува во вашиот отчет. И знаете што е најголемиот абсурд и без кај сите овие граѓани? Што во сите овие места врие од врби ги имаат покрај реката, ги имаат за жал и во нерешената канализациона мрежа која влегува во нив, ги имаат во дворовите. Обкружени се со врби, а нивните пратеници што ги гласале од Штип, од Свети Николе, Ѓорчев во изборната единица 3, гласа за нови и нови врби во Скопје. Бидете сигурни дека нема поголем револт и бес од врбите што ги ставате во Вардар. Тогаш кога ќе се решите да одите меѓу граѓаните, сигурно тоа ќе ви го кажат. Но, дали има и решение за ова? Разумните лидери, се разбира не кукавиците, ќе го послушаат народот. И навистина ќе ги послушаат овие 87,8% од граѓаните и ќе престанат да градат споменици. Овој злостор што се прави, и за овој злостор мора да се одговара. И бидете сигурни, не само на рачателот. По примерот на сите луѓе на Хитлер, во Србија направија книга Сите луѓе на Милошевиќ. Не може оние извршители кои работеле на овој злостор и на ова крадење на народните пари да бидат амнестирани, зашто ви и да покажат со прст дека виновникот е само идејниот творец Груевски. Може би ќе се донесе закон онаков како што сега Груевски малтретира луѓе да се облекуваат во некакви униформи и да парадираат низ плоштадот во Скопје да привлекуваат туристи. Да се донесе закон во идната влада каде што, мислам, за да се привлечат повеќе туристи, Груевски, Бонева и Ѓорчев можат да се облечат во такви униформи и тие да седат пред воинот на коњи. Зарем не мислите дека тоа ќе привлече повеќе туристи? Зарем не мислите? Или пак, како што и самата колешка Бонева довикнува, таа ќе ја чувала Мара Бунева. Таа пред Бунева, Ѓорчев пред Александров, Илија Димовски пред Ванчо Михајлов. Облечени во униформа, иста она што ги облековте луѓето на 42 степени да парадираат низ Скопје. Со проектот Скопје 2014, за жал, станавме подсмев за соседите, за светот. 1.632.000 граѓани на светот ја прочитаа веста на Економист дека сме најмизерна земја во светот. 1.700.000 граѓани на светот кликнаа на CNN сторијата да прочитаат будалаштина или национализам. И затоа ние наместо восочните фигури на Сталин, Симеон Радев и Ванчо Михајлов, за помалку од една година ќе отвориме технолошки иновативен центар со 100 нови работни места. Благодарам.